кога во земјава се применува NICS и за каков систем всушност станува збор? Next Generation Incident Command System е правиот назив или NICS, како ние го нарекуваме, започна 1 декември 2016 година. Имено се работи за проект НАТО SPS, Science for Peace and Security, или наука за мир и безбедност одделот, каде што заедно со партнерите од Соединените Американски држави, говориме за Massachusetts Institute of Technology или MIT, Линколн лабораторијата поточно, и колегите од регионот, нашите сродни институции од Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина и Црна Гора, на 1 декември 2016 и официјално го почнавме проектот за имплементација. Што всушност представува NICS? NICS представува веб-базирана алатка која што овозможува командување, координација, соработка и комуникација во склоп на системот. Имено и досега постоја алатки кои што се употребува, но ниедна не овозможуваше командување. Она што на Центарот за управување со кризи или поточно на системот за управување со кризи му треба, насушно е NICS-от или алатка која што овозможува и командување во склоп на своите институции. Каков софтвер користи овој систем? Дали земјава има капацитет за примена на овој систем? Дали системот целосно изработен од НАТО или се направени одредени прилагодувања од македонски научници на локалните потреби и капацитети на земјава? Софтверот кој што базично се користеше, со кој што и започнавме на почеток, е изработен од MIT, Линколн лабораторијата, збориме Massachusetts Institute of Technology, и истиот се користи во Соединените Американски држави. Значи, Emergency Response институциите и Federal Emergency Management Agency и останатите го користат истиот модел. Она што ние почнавме, значи како базичен модел или базичен софтвер, беше истиот кој што веќе се користи. Она што на кое што работиме е прилагодување према нашата законска легислатива, за да може да одговори на потребите кои што се во Република Северна Македонија. Имено досега најголемиот дел околу адаптирањето на софтверот е завршен и она што е како новина и како наш придонес во делот, имено во проектот покрај тимот кој што функционира од Центарот за управување со кризи, имаме вклучени млади научници од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Факултетот за информатички науки, имаме представници од Војната академија и со нив заедно работиме на нови можности или нови апликации кои што ќе бидат ставени во NICS. Она што би сакал да го истакнам и што е интересно е социјалните медиуми не постојат во базичниот софтвер кој што беше изработен, кој што се користи во Соединените Американски држави, кој што не е наш производ и ќе пробаме да го финализираме. Имено се работи за можност да социјалните медиуми во зафатеното подрачје од непогоди да бидат мапирани на карта, да се види каде се наоѓаат. И вториот дел кој што е многу покомплексен во делот околу и се работи за artificial intelligence или вештачка интелигенција, за да софтверот овозможи и да покаже кои се вистините, а кои се лажни во тој дел, за да не се трушат ресурси, тоа е спраќање на единици за спасување во тој дел. Вториот момент на кој што работиме е DSS или Decision Support System. Работиме на делот каде што новата апликација ќе возможи за decision makersите, зборам за луѓето кои што се представници во главниот штаб и тие што го раководат главниот штаб како директорот во случајот, да имаат софтверска помош која што ќе им овозможи каква одлука треба да се донесе. Тие се работат и се во завршна фаза, ја верувам дека негде до март ќе бидат и имплементирани и интегрирани во NICS системот. Колку македонски институции имаат капацитет за примена на овој систем? Имено би сакал да напоменам уште една работа. Во јуни 2019 година владата на Република Северна Македонија донесе одлука каде што NICS-от е задолжителна алатка за имплементација за сите институции кои што се дел од системот за управување со кризи.
Кога збориме за Центарот за управување со кризи, збориме за нашата институција, а кога говориме за системот за управување со кризи, тука спаѓаат сите институции, би започнало од Министерството внатрешни, одбрана, армијата, надворешни, транспорти врски и така натаму, секако противпожарните единици, итната медицинска помош од медицинско здравство и така натаму, сите што се фрст респондери и што према законот за управување со кризи се дел од управувачкиот комитет, групата за процена и главниот штаб. Значи, сите институции ќе бидат дел од тој систем. Во делот на капацитетот, она што центарот, НИКС тимот, при Центарот за управување со кризи, спроведе основна обука за сите за представниците од спомнатите институции, а кои што беа номинирани од нивна страна, Центарот за управување со кризите. НИКС тимот спроведе обука, основна обука. И она што е интересно, досега имаме реализирана обука за 1060 учесници за основна обука. Во фаза е вториот дел каде што планираме напредна и обука за администратори, која што по нашите планови планираме негде до март-април месец да го завршиме и тој дел. И тоа ќе овозможи и тренерс, луѓе номинирани од институциите кои што ќе можат да продолжат и понатаму со тренинг во своите институции. Планираме тој дел да го завршиме до април и она што би сакал исто да го потенцирам наредната година, во септември, имено вежбата беше планирана за оваа година, септември 2020, а ќе биде реализирана 2021. Збориме за прва цивилна вежба НАТО Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Cell или НАТО Центарот за помош и координација при катастрофи. Збориме за учество на сите земји членки, на членки од PFP, партнерството за мир, медитеранскиот диалог или е изразено во бројки, збориме за негде 1500 до 2000 учесници за прв пат. Таква вежба од цивилен карактер. Она што планираме и што е интересно дека главниот штаб до тогаш ќе работи комплетно дигитализирано, значи ова е еден процес каде што всушност со НИКСот или преку НИКСот го дигитализираме системот за управување со кризи во однос на командување, координација, соработка и комуникација. И уште повеќе, она што ние планираме е да при финалната планирачка конференција која што е планирана во мај оваа година, третата декада од мај, планираме да и тимовите кои што ќе пристигнат од НАТО да ги обучиме дел во мај и дел во септември пред самата вежба, така да планираме и НАТО тимовите кои што ќе пристигнат во Република Северна Македонија да работат на истиот систем, да го потребуваат истиот систем. Што ќе овозможи тоа? Значи, ако досега пренесувањето на информации одземаше негде са час до час и половина, сега истото се прави за минута, минута и пол, каде што сите имаат или тие што треба да донесат одлука, точно гледаат на мапа што се случува. Каква е ситуацијата, именно системот покрај слики, видео, овозможува и видео стриминг, значи со еден обичен телефон, смарт, паметен телефон, да може да директно преку видео стриминг да пренесе каква е ситуацијата на теренот, особено ако се работи за пожар, да прикаже што е зафатено, како е зафатено директно, за да све со цел да се донесе брза, правовремена одлука, која што нели спасува човечки животи. Тоа е целта. Значи и дигитализацијата и имплементацијата на НИКСот за цел има да нашите граѓани бидат што побезбедни. Службите да работат поефикасно и граѓаните да бидат побезбедни. Можете ли да откриете делот од вежбата? Кај ќе се одвива? Дали ќе биде симулација на криза или како ќе се прави? Вежбата е планирана во регионот Струга и Охрид. Во тој дел имено се водевме од делот, нели очекуваме, како што реков, 1500 до 2000 учесници од земјите членки на НАТО. Верувам дека нели ќе помогне во дел и развој на туризмот секако. Се работи за теренска вежба за прв пат и сценариото е изработено, значи збориме ќе бидат опфатени сите непогоди кои што може овој регион да биде опфатен. Збориме земјотрес, збориме пожари, збориме поплавен бран и поплавување на крајбрежјето на Охридското езеро, спасување на планина, спасување во река, имаме негде преку 12 локации кои што се означени, имаме подготвено и видео
и каде што нели случица промоција на сите сајтови, тоест што можеме ние да бружиме за да може да привлечеме што поголем број на тимови во тој дел. Главна улога е, ние сме сега веќе земја членка, нашата улога како земја домаќин е да сите тимови, значи еден од механизмите кои што постои за барање и праќање на помош е НАТО, ЕАДРСЦ или Центарот за помош при координација за координација и помош при катастрофи, НАТО центарот збориме. Целта на земјата дом, значи преку тој центар кај што и во права ситуација центарот за управување со кризи е точка за контакт со истата и ако ќе потсетам само последната донација во висина од 1,5 милион беше реализирана комплетно преку центарот, секако преку нели телата на системот за управување со кризи, центарот беше тој што и технички ја спроведе, збориме за 60 респиратори и медицинска опрема во вредност од 1,5 милиони евра. Покрај, значи, роба, преку центарот стигнуваат и тимови кои што земјата ги бара во случај на одредена катастрофа, нели, а и начинот е всушност што сега ние ќе работиме како Центарот за управување со кризи, како земја домаќин, како дел од системот, како ќе бидат употребени тие тимови. Значи на тимовите да се згрижат, каде треба да бидат сместени и она што е најбитно, нели, зашто се дојдени, која им е задачата. И све во координација со главниот штаб, кај што главниот штаб има точно задачата што им ја дал и што она што е сега убрзано, ако порано требаше да им се даде задача да отидат на лице место да ја завршат и да се вратат назад. Тука се отвари центар за координација или on-site coordination center, центар за координација каде што тимовите добиваат задачи и се координираат помеѓу себе и со секако со главниот штаб националниот, да порано кој требаше да завршат одредена активност и да дојдат да реферираат, сега во случајот ние точно на карта гледаме да што имаат завршено и може во меѓувреме да им се додели и друга задача што треба да се заврши. Значи како во улога на земја домаќин и барател на помош, колку ние сме способни да ги реализираме активностите, тоест тимовите да бидат точно, да добијат точни задачи и точно да се види што е направено. И уште повеќе ќе биде вежбата одлична можност, значи покрај дигитализација, зборим за одлична можност за сите капацитети и ресурси што ги има со кои што поседува Република Северна Македонија да бидат ставени во употреба и она што е битно секако нивниот оперативен капацитет. Ние тежнееме да се воспостават во сите институции одредени, ние мораме да ги исполниме одредени НАТО стандарди, збориме ако има стандард точно за колку време треба од примениот повик, она што директорот збореше за 112, за колку време треба да бидат на лице место. Која е задача на Министерството за внатрешни, да обезбеди патишта за патување и на медицинска помош за колку време треба да стигне. Сите тие стандарди треба да се исполнат и треба институциите да тежнаат кон исполнување на тие задачи. Ова ќе биде одлична можност да се види прво со што располагаме, што ни треба за да можеме да бидеме фул оперативни и како да ги исполниме, кои тренинзи ни се понатаму им се потребни или ни се потребни на сите нас за да може да го постигнеме тој стандард што се очекува од нас како земја членка. Благодарам. Благодарам.